Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро и добре дојдовте во уште едно ново издание на 24 од Сесрце. Јас сум Сања Савеска и денеска повторно надвор од студиото на телевизија 24 Вести и тука ви ја најавувам новата откриени тајни. Денеска секако повторно имаме интересна тема. Со нас е доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. И јас на самиот почеток ви благодарам доколку ова утро одлучивте да го поминете заедно со нас и секако со новата тема на откриени тајни, која што за многу кратко ќе ви ја најавам. Сигурност и самодоверба и како да се справиме со луѓето кои што ни ја одземаат позитивната енергија е темата на која што денеска ќе разговараме во откриени тајни заедно со доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Ве поканувам да останете до крајот на денешната емисија и да ги откриете сите тајни поврзани со сигурноста и самодовербата. Бидете со нас. Сите пред ТВ екраните веќе подготвени да ја проследиме новата откриени тајни, како што веќе најавивме доста интересна тема денес за разговора. Со нас во ова импровизирано студио овдека надвор од телевизија 24 Вести повторно доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Жарко, добро утро и добре дојдовте во уште една нова откриени тајни. Добро утро, Сања, добро утро за нашите гледачи. Навистина интересна тема денес за разговор, доста опширна тема која што сите нас не засега подеднакво. Сигурноста и самодовербата се многу битни за нашиот живот и за успехот кој што секако го посакуваме да го имаме во својот живот, затоа што сите сакаме да се чувствуваме сигурни и да имаме поголема самодоверба, така некако полесно се решаваат работите во животот. Уште подобро е доколку можеме да имаме уште повисока сигурност и самодоверба, но лошо е, умее да се случи, да ни падне на ниско ниво сигурноста и самодовербата. Доста прашања, доста одговори кои што сакаме да ги чуеме од вас, па од каде да започнеме со денешната тема за разговор? Значи во самава емисија ќе направиме хронологија на податоците, така да за сите оние кои што сакаат да ги добијат целосните одговори, апел да останат да не следат до крајот. Но на почетокот ќе почнеме со нешто кое што веќе го имаме споменато во претходните емисија, тоа е дека во животот постојат три состојби на постоење. Рековме во претходните емисии дека имаме три состојби на постоење кои што се состои од тоа да бидеме нешто, да правиме и да имаме нешто. Тие три работи го сочинуваат фактички животот. Многу често сакаме цело време сме фиксирани на тоа што ќе имаме, но за да имаме нешто мораме претходно да правиме нешто, односно да креираме нешто кое што ќе резултира во некој резултат, а тоа е тоа што на крај и ќе го имаме, но за да правиме нешто треба да одлучиме што ќе бидеме. Гледате, ако речеме дека животот и секојаш во претходните емисии го споредувавме со игра, поради тоа што животот ги има истите закони на играта, а тоа е дека во животот и во игрите имаме цели, препреки и имаме слободи како да ги надминеме тие препреки за да дојдеме до целта. Во играта на животот секојаш мораме да одлучиме што ќе бидеме. Гледате, мораме да бидеме нешто. А треба да преземеме одговорност за да влеземе во некоја игра во животот и да преземеме некаков идентитет. Кој кажам за тоа дека треба да одлучиме што ќе бидеме, треба да преземеме некаква улога во животот, без разлика дали ќе одлучиме да бидеме, не знам, дечко или некоја девојка, дали ќе преземеме битисување или идентитет на шеф во работното место, на мајка, на сопруга, на татко, на брат, на сестра. Гледате, животот има многу игри и во сите тие игри имаме различни идентитети. Гледате, тоа, сите тие идентитети може да бидат различни, но сето тоа е на некој начин пак дел од нас. Или можеме да речеме имаме еден идентитет кој што сме ние, но имаме различни улоги во животот кој што ги играме. И гледате, ова нешто, оваа состојба на постоење да бидеш е поважно од тоа да правиш и да имаш. Затоа што пак ќе кажам, кога сакаме нешто да имаме, не можеме да го имаме и да ни падне од нигде никаде. Мора да вложиме некој труд или акција за да го добиеме. Но што ќе правиме зависи од тоа што ќе бидеме. Така да гледате, во оваа емисија ќе зборам баш за овие три состојби на постоење, да се биде нешто, да се прави и да се има. Поради тоа што она што ние ќе го одбереме како наш идентитет, дел од тоа и таа сигурност и самодоверба. И нашиот идентитет
или нашето битествување или постоење, гледате, е поврзано со простор. Кога ќе имате некој човек кој што е големо битие, гледате, зрачи со сигурност и самодоверба. Фактички она што зрачи од човекот, кога ќе речеме овој човек зрачи со позитивна енергија, тоа е неговото битисување, тоа е неговото постоење. Тој има сигурност за својот идентитет. Не се срами од тоа што е. Постои и е присутен таму и сите го гледаат. И гледате, тоа што зрачи од него е фактички неговата сигурност и самодоверба. И тие луѓе што имаат голема сигурност и самодоверба, имаат голем идентитет. Играат големи игри. Се спремни да се впуштат во големи игри. Сакаат да креираат големи работи и се спремни и можат да имаат големи нешта. Гледате, некогаш пак, кога во животот ни се случуваат дадени работи, потешкоти, проблеми и така натаму, се смалуваме како битија. И тогаш правиме помалку акции и сме спремни и сме задоволни со помалку. Некош има таков обичај или, не знам, реторика и говор, задоволи се со малку. Но гледате, се задоволуваме со малку само кога одлучуваме да бидеме малку. Гледате, но тоа да бидеме нешто е поврзано со колку имаме способност да донесуваме одлуки во нашиот живот. Нештото што не спречува да бидеме големи е колебливоста, тоест да донесеме одлука. Кога некогаш сме заробени во некоја колебливост и не можеме да донесеме одлука за нештото, да или не, или сме нерешителни, тогаш и стануваме помали како битија. Гледате, а сигурноста и самодовербата е баш поврзана со тоа да можеме да донесеме одлуки. Колку повеќе носиме одлуки во животот, толку повеќе сигурност и самодоверба имаме, толку сме поголеми како битија, толку сме повисоко по скалата на емоции за која што денеска повторно ќе збориме, толку повеќе зрачиме со позитивна енергија и толку поголеми резултати и креации имаме. Така да денеска баш ќе збориме за тоа и како фактички луѓето кои што се големи завземаат голем простор. Гледате, нашето постоење, нашиот идентитет како битие е поврзан со простор. И пак ќе кажам, ќе имате некој човек ќе влезе во некоја просторија и завземе огромен простор. Може да кажете дека тоа е големо битие. И она што е карактеристика на тие битија се со вниманието целосно надвор. А се со вниманието надвор поради сигурноста и самодовербата што имаат во себе. Гледате, тие немаат што да мислат во врска со себе и со својот идентитет. Таму е се веќе одлучено и тие го знаат кои се и што се со 100% сигурност. Спротивно на тоа, кога ќе видите некој човек кој што е срамежлив, кој што е повлечен со мислите во себе, или да го искористам терминот интровертиран. Интро значи на внатре, вертиран, свртен внатре кон себе. Кога некој постојано мисли, гледате, неговиот простор е помал. Кога ќе влезе во просторијата, можеби нема ни да го приметите дека е таму. Но тоа укажува на тоа дека човекот во тој момент барем има проблем со својата сигурност и самодоверба и со донесување на одлуки. Во тој момент нашите акции се помали. Сте приметили некогаш кога премногу мислиме, не ни правиме, едноставно цел ден ќе помине, обседнати сме со мисли, со нас самите, мислиме и донесуваме некакви одлуки за минатото за нас, а не можеме да ги донесеме. И тоа налага да не креираме, да не правиме, туку едноставно да сме затворени во нас, да мислиме и да се обидеме да решиме некаков проблем кој што е поврзан со нас. Но гледате, додека не почнеме да донесуваме одлуки, и тие одлуки може да бидат во врска со нашето минато, со нашата сегашност, со нашата иднина, не можеме да преземеме одговорност за тоа да бидеме. И кога ќе кажам човекот да биде нешто, тоа подразбира одговорност за тоа дека тој се впушта во играта на животот и дека тука е спремен и да победи да изгуби. Гледате, луѓето обично кога имаат помалку простор, кога одбираат помал идентитет, кога одбираат помала игра, имаат страв од тоа да не загубат во играта на животот. И за тоа ќе збориме малку и подоцна. Секако дека сите имаме свој зацртан пат во животот, сите имаме своји идеи, планови како треба понатаму да не се одвива нашиот живот, па колку е предуслов сигурноста и самодовербата и високата сигурност и самодоверба да успееме да го изодиме тој зацртан пат и секако да го живееме животот онака како што посакуваме и да имаме храброст, сила да се соочиме со сите неопходни ризици кои што неминовно стојат на нашиот пат. Да, гледате, денеска во оваа емисија ќе збориме за простор. Колку простор можеме да опфатиме
во нас. Колку сме големи како битја, толку простор можеме да имаме околу нас, толку поголеми игри можеме да играме во животот и толку поголеми резултати можеме да оствариме. Гледате, сигурност и самодовербата е поврзана со волноста да се искуси. И ова е клучен можеби термин или клучно нешто што сакам да го кажам во емисијава на тема сигурност и самодоверба. Гледате, тоа е волноста да се искуси нешто. Тоа значи дека имаме волност да опфатиме некој простор, храброст да тргнеме напред, да ги оствариме целите со ништата или она што сме го зацртале. Тука секако дека мора да има ризик во целата таа ситуација. Гледате, колку помалку ризик сакаме да имаме, толку помалку големи игри, односно помали игри ќе си зацртуваме поради тоа што ќе имаме помал ризик, сакаме да добиеме, да кажеме со сигурност се. Но во играта на животот треба сме волни и да победиме и да изгубиме. Гледате, во колку имаме страф од тоа да загубиме, никогаш нема да се впуштиме во играта на животот. А сигурност и самодовербата зависи од тоа да не сме во статична состојба. Гледате, проблемот е кога ќе дојдеме во статична состојба. Луѓето сакаат да имаат сигурност и самодоверба и мислат дека сигурност и самодовербата е поврзана со нешто кое што е статично и сигурно, да нема многу промени. Секогаш да е се 100% испланирано, 100% сигурно, без ризици. Фактички такво нешто не постои во играта на животот, затоа што во една игра, а животот е игра, затоа што во многу претходни емисии споредувавме со игра, секогаш имате можност да изгубите, иначе нема да игра. Гледате, но таа волност да го преземеме тој ризик, волност дури да бидеме поразени, секако идеме со идеја да победиме, но имаме волност да загубиме, е тоа што ни дава сигурност и самодовербата. Гледате, сигурност и самодовербата зависи од тоа да можеме да прифатиме пораз. Кога збориме за термини како храброст, гледате, храброста подразбира да тргнете некаде и имате шанса да не успевате, но сте пак се тргнале на тој пат. Гледате, ако идеме секогаш на сигурно се да е, ете, нашата сигурност и самодоверба се намалува. Фактички луѓето се плашат од ризик да изгубат, но она што јас го мислам е дека е голем ризик да некојаш во животот не преземаме ризици. Мораме да излеземе од таа комфортна зона, како и да би ја нарекле во нашиот живот. Поради тоа што секогаш ако ни е удобно, никогаш не можеме да направиме голем прогрес и да тргнеме кон напред во животот. Гледате, тука е сигурност и самодовербата клучна. Луѓето кои што имаат голема сигурност и самодоверба не значи дека не чувствуваат страх кога ќе тргнат некаде. Но за разлика од несигурните луѓе се волни да го искусат тој страх и го победуваат на тој начин што одат напред и наспроти стравот. Затоа што тој последен период се губи како доаѓаме кон крајот на нашата креативност, на она што сакаме да го постигнеме. Како доаѓаме повеќе и повеќе до целта која што сме ја постигнале, тој страв се губи и се намалува. Така да сигурност и самодовербата е дефинитивно поврзана со волноста да победиме и да изгубиме, но исто така е волност да искусиме. Видите, мора да имаме волност да искусиме. Кога почнуваме да ја губиме волноста да искусуваме нови работи, промени во животот, да опфаќаме поголем простор, тогаш почнуваме да сме загрижени затоа што тогаш доаѓаме во една статична состојба. И таа статична состојба е состојба која што ни прави да се чувствуваме несигурни, а на статичната состојба ни прави да се чувствуваме несигурни поради тоа што ние знаеме длабоко во себе дека немаме прогрес и не одиме напред. Можеме ли, Жарко, да кажеме дека сигурниот човек кој што го имаме во наша близина, кој што е тука до нас, може да ни влее сигурност и самодоверба? Гледате, она што е интересно кај сигурните, кога сте со сигурни луѓе се чувствувате сигурни. Поради тоа што сигурните луѓе ви влеваат сигурност на вас. Во една од претходните емисии зборувавме за тоа како другите луѓе ни го одобруваат постоењето. Зборевме за битисување на самиот во првото прашање. Кажав дека тоа е наш идентитет, какви сме ние како луѓе. Колку повеќе сме окружени со сигурни луѓе кои што имаат самодоверба, тие на некој начин ни влеваат сигурност и самодоверба кај нас, поради тоа што ни даваат акцент или ги препознаваат нашите добри карактеристики. Гледате колку е интересно. Кога имате луѓе кои што самите тие се несигурни, одеднаш ќе почнат да даваат акцент на она што вие го правите погрешно, на дел од вашиот карактер кој што не е добар. И во една од претходните емисии зборевме на она што ќе се сконцентрирате и на она што ќе дадете внимание, тоа и станува поголемо. Гледате, кога сте во околина на луѓе кои што имаат сигурност и самодоверба, тие ви даваат комплименти и ве прифаќаат како идентитет. Кога ќе некој ве прифати како идентитет, имате чувство дека сте прифатени од околината, тогаш и самите вие станувате посигурни, имате повеќе самодоверба од проста причина
што тие ве прифаќаат без разлика на тоа дали ќе направите грешка или не. Видите, кога некој ќе ве прифати каков што сте, со сите ваши добри карактеристики и лоши карактеристики, и особено ви дава и ви ги потенцира вашите добри карактеристики, тогаш вие не се чувствувате дека и ако направите грешка е голем проблем. И баш поради тоа што немате внимание дали ќе сгрешите или не, станувате само по себе повеќе со поголема сигурност и самодоверба. Спротивно, кога имаме околу нас луѓе кои што не прифаќаат целосно, кои што не ни го одобруваат постоењето, ајде така да кажам, не прифаќаат, одеднаш почнуваат да ни наоѓаат мани и не критикуваат за многу работи, одеднаш ние стануваме со вниманието на нас. И во тој момент, обидувајќи се да не сгрешиме, почнуваме да правиме грешки. Сте били некојаш во присуство на некој човек што постојано ви наоѓа мани и однаш ја перете чашата ќе ви се скрчи. Затоа што акцентот го ставаат на грешката. Тогаш и ние акцентот го ставаме на нашите грешки. И на тој начин сигурност и самодовербата се губи. Луѓето кои што имаат многу сигурност и самодоверба, едноставно ве прифаќаат. Поради тоа што знаат на некој начин инстинктивно дека ако не прифатат какви што сме, даваат акцент на некој начин на нашата добрина. Не прифаќаат и на тој начин во таа околина нашата способност се зголемува и нашата креативност расте. Кога сте во околина со луѓе, пак ќе кажам, кои што не ве прифаќаат, и тоа можете одма да го почувствувате кога сте со некој таков, тогаш почнуваме да стануваме замислени, почнуваме да мислиме да направиме се како што треба, но кога сме фиксирани сега да го направиме како што треба, без можност да грешиме, тогаш обично и правиме грешки. И она што е интересно е дека, гледате, мора да имате во вас големина или некоја добра карактеристика за да препознаете во другиот човек добра карактеристика. Ако во нас има некој квалитет, тогаш можеме тој квалитет да го видиме и препознаеме кај другиот човек. Ако го немаме тој квалитет, не можеме да го препознаеме кај другиот човек. Така да не се плашиме да им даеме пофалби и потврди на луѓето околу нас. Тоа само значи дека ние го имаме тоа, можеме да го препознаеме и треба да им го кажеме. На тој начин луѓето во нашата околина растат. Се зголемува нивното суштествување, стануваат поголеми како битија и се послободни во својата креација и во акции и на тој начин ги даваат резултатите кои што самите сакаат да ги постигнат или пак околината ги очекува од нив. Направивме мала, кратка пауза, верувам дека добро ви дојде, нас овдека секако дека да, ние продолжуваме понатаму со нашата денешна тема. Зборуваме за сигурноста и самодовербата и како да се справиме со луѓето кои што ни одземаат енергијата. Доста интересна тема, верувам дека сте и понатаму со нас и ги чекате одговорите. Доктор Жарко секако расположен и понатаму со нас да разговара на оваа тема. Навистина доста прашања околу оваа доста значајна тема за нашиот развој и нашиот успех во животот. Пред се, значи, мораме да бидеме сигурни да имаме самодоверба во себе за да успееме понатаму во животот со сите ризици кои што, како што кажавте вие, стојат на нашиот пат до успехот. Тонската скала ја споменувавме во претходната сезона и оваа сезона секако дека ќе ја поврзуваме со сите теми затоа што е основната алатка на дианетиката. Па како тонската скала е поврзана со сигурноста и самодовербата? Тонската скала, која што сигурен сум дека и сега ќе ја видиме на екраните, е приказ на баш она кое што го зборев до сега. Приказ е на сигурност. Ако видите овие жолтите тонови, колку се повисоко по тонската скала имаат поголема сигурност, поради тоа што тонската скала е одраз на просторот, пак ќе кажам. Или на тоа што го спомнав на самиот почеток, нашето битисување, односно нашето постоење го одразуваат. Гледате колку се со вниманието тие жолти тонови кон надвор. Гледате, тие воопшто не мислат, тие едноставно креираат, од нив излага акција и на крај имаат резултати. Или кога зборевме да бидеме, да правиме и да имаме. Високо на тонската скала во жолтите тонови, битисувањето, постоењето, нашиот идентитет е голем и не е загрозен од околината. Ние си го знаеме, имаме сигурност во тој идентитет и воопшто не се сомневаме во него. Но рековме дека животот како тече, умот, кога го објаснувавме умот во претходната емисија, рековме дека умот снима слики постојано и дека во тие слики се снимаат убави моменти, но исто така и се снимаат во тој ум и негативни моменти од нашиот живот.
И тие негативни моменти се складираат во еден дел од умот кој што го нарекуваме реактивен ум. Во него се складираат болни физички искуства, исто така и духовно болни трауми, духовно болни искуства, загуби особено. Гледате, ке почине некој близок во нашата фамилија, тој се снима во нашиот ум и краде дел од нашата животна сила. Гледате, луѓето високо на тонската скала имаат многу животна сила. Така, како добиваме трауми и загуби во нашето постоење, тоа е снимено во нашиот ум. Снимајќи ги тие трауми, односно загуби, тие загуби крадат дел од нас, дел од тоа што сме ние, ја крадат дел од нашата позитивната енергија. И како поминува животот, колку повеќе вакви трауми добиваме, толку пониско паѓаме по тонската скала, поради тоа што животот, односно траумите кои што животот ни ги носи, краде дел од нас. Гледате, и она што се случува, стануваме помали како битија. Гледате, поради тоа што сме собрале во нашиот ум трауми, односно загуби во животот. Може би сме тргнале да правиме некој потфат во нашиот живот и не успеало тоа. Гледате, имаме загуба. Може би сме сакале да сме со некоја девојка и ни раскинала. Сме имале, не знам, брак, луѓето се развеле. Имале некоја игра во која што изгубиле. Гледате, тие негативни работи се складираат во умот на човекот. Она што се случува понатаму, човекот со тие болни искуства станува многу попредпазлив да преземе ризик и да ја игра играта на животот. Решението негативно, у тој момент што го правиме, е да се повлечеме од животот, да го намалиме нашиот идентитет, нашето битисување да го намалиме, поради тоа што почнуваме да гледаме кон животот со опасност дека ќе ни се деси наредна загуба. Гледате, тој реактивен ум се вика реактивен поради тоа што ви ги реактивира тие загуби. Ќе преземеме нов чекор, ќе отидеме на ново интервју за работа, а претходно сме изгубиле или не сме успеале да најдеме работа на 4 претходни места, идете на новото работно место веќе со идеја дека и овдека нема да успеам. Гледате, и луѓето се повлекуваат од животот поради тоа што ги имаат тие трауми и почнуваат да играат помали игри. Гледате, пониско на тонската скала, под овие жолти тонови ги имате црвените тонови, како што се лутина, антагонизам, болка, огорченост. Гледате, стануваме огорчени кон животот, стануваме цинични кон постоењето. Но тоа само значи дека се повлекуваме. После тоа стануваме во страв, загрижени, во терор, во тага, умртвени. Гледате, сето тоа се пониски емоции и сите тие тонови се помали и помали идентитети. Помалку и помалку простор имаме за да креираме. И во таквите пониски тонови фактички не сме со вниманието на надвор. Туку сме загрижени и сме свртени со вниманието кон нас и сме подсвесно на сите тие болки и трауми кои што подсвесно и реактивно не спречуваат да едноставно влеземе пак во играта на животот и да сме волни да искусиме. Затоа што тие ни викаат искуси еднаш, загуби, сега е подобро да не искусуваш. И тука е проблемот. Фактички така луѓето паѓаат по оваа тонска скала на емоции. Ги споминавме секако и пониските тонови на тонската скала на емоции. Како тие со своето однесување влијаат на околината и на опкружувањето околу нас? Гледате, ако разбереме дека луѓето хронично со овие емоции, значи гледате, имаме хронични и краткотрајни емоции. Човекот може да е хронично на жолтите тонови, но нешто да се случи се налути и повторно се крене на жолтите тонови. Или нешто да се случи да падне на тага па да се крене. Но во текот на животот како старееме, фактички овие трауми и болни искуства хронично не позиционираат на пониски тонови од тонската скала. Се што се случува е, ако имате некој човек кој што е пониско на тонската скала, гледате, тие емоции се вибрации. Вибрација има своја фреквенција, таа емоција. Гледате, ако жолтите тонови имаат дадена фреквенција, секој од овие тонови има своја фреквенција. Пониските тонови имаат друга фреквенција. Гледате, кога сте во близина на други тонови, таа фреквенција влијае врз вас. И после даден период на бивање, соживување со тие луѓе, тие емоции почнуваат да имаат ефект врз нас. И ќе објаснам како тоа се случува. Може би пример ќе дадам. Сте биле во некојаш доаѓате на ново работно место и сте целосно ентузијастични дека ќе успеете, дека имате идеи што ќе направите со работното место и така натаму. Може би околината во тој колектив е повеќе со пиење на кафе, оговарање и така натаму и вие не се согласувате со тоа. Но после еден месец се фаќате дека и вие го правите истото. Гледате, околината влијаела веќе на вас и вие сте на тој тон. Или може би, не знам, доаѓате дома
и сте ентузијастични во врска со нешто што сакате да го направите, и му зборите на вашиот татко и тој ви го одобрува тоа, на брат ви зборите и тој ви го одобрува тоа, се повлекувате, но доаѓа мајката која што е можеби загрижена и устрав како емоција. Они им кажуваат што вие сакате да направите, мајката поради тоа што е загрижена влие на нив, се враќате дома и одеднаш еве ти го таткото или брат ти вика, знаеш што, синко, мислам дека тој не е најдобра идеја. Мајка ти беше во право. Гледате, таа извлијаела веќе на емоцијата на остатокот од фамилијата, така да тие емоции влијаат врз нас и врз нашиот тон. Сега, што се случува е, кога зборевме дека умот на човекот снима слики. Гледате, вие не можете да прекинете да снимате слики. Во тие слики рековме дека се снимаат мислите ваши, мислите на околината, вашите емоции, емоциите на околината, звукот, допирот, мирисот, сите сензации кои што вие ги восприемате од околината се снимени во вашиот ум и во нивните слики. Сега, што се случува кога ќе постојано бидете во комуникација со некој кој што е пониско на тонската скала? Ајде да кажеме со некој кој што е можеби лут кон вас. Гледате, таа емоција на лутина влага во вашите слики, тие зборови негови влагаат во вашите слики. Или можеби сте во окружени со некој кој што е загрижен, постојани во страв. И одеднаш таа емоција на страв која што вие чувствувате од околината се снима во вашите слики, зборовите негови се снимаат во вашите слики. И последно, не знам, даден временски период се фаќате дека имате такви емоции и мисли како што претходно сте ги немале. Гледате, тоа не се ни вашите емоции и мисли, туку се емоции и мисли на некој од вашата околина кој што поради самиот соживот едноставно ги наметнал и вие почнувате да ги чувствувате тие негативни мисли или негативни емоции. Така да она што се случува е пониските тонови на некој начин. Гледате, ако кажеме дека во високите тонови, односно во жолтите тонови, човекот има многу простор и е има големо суштествување, големо постоење, има многу слобода. Гледате, тие жолти тонови се креативни, тие не мислат на препреките, не мислат на стоповите, тие мислат на креативност и на тоа што ќе постигнат. Имаат многу слобода и простор. Но пониските тонови, објаснив дека го намалуваат своето битисување во текот на животот поради загубите од животот кој што им го наметнал и од страв за можни нови порази. И гледате, стануваат многу внимателни. И кога ќе им придете вие со такви позитивни емоции, на ваквите луѓе ги вознемирувате, поради тоа што е премногу простор, премногу акција за нив да поднесат. Некојаш можеби имате ситуација ќе дојде дете кое што е ентузијастично и во акција ќе дојде кај можеби дедово и бабава и можеби они ако се пониско на тонската скала, ќе видите како ќе го прекинат да допира нешто, да не трча, едноставно сакаат да го стопираат. Поради тоа што мораат да го редуцираат на дадено ниво за да можат да го прифатат. Гледате, луѓето кои што се пониско, фактички по тонската скала, начинот на кој што ве контролираат, на тоа пак ќе кажаме негативна контрола, се обидуваат да го редуцираат просторот кој што вие го имате, поради тоа што таа слобода која што ние ја представуваме со тие позитивни емоции е премногу за нив да ја толерираат. За жал, тие се заробени во болките и страдањата и загубите во својот собствен реактивниот ум и поради самото тоа има тенденција кога сме со нив на еден или на друг начин да направат некој коментар со кој што ние ќе се намалиме како битија за да едноставно можат да не имаат околу нив и да не прифатат на некој начин така намалени во нивната непосредна околина. Со други зборови, сакате да кажете дека тие не го одобруваат нашето постоење? Па ако се вратиме на тоа што го зборевме на самиот почеток, дефинитивно, затоа што гледате, ние сме, кога сме високо по тонската скала, со дадени карактеристики. Гледате, збориме за цели, збориме за идеи, збориме за нешто што сакаме да го постигнеме во иднината. Гледате, но тие се фиксирани на болките од минатото. Тие не ни мислат за иднината. Однаш ќе дојдете и ќе кажете на сопругата некои ентузијастични или не знам сопругата на сопругот ентузијастични цели за иднината, што сакате да постигнете. На еден многу логичен начин ќе го скршат ентузијазмот и ќе ве направат да мислите дека воопшто тоа не е можно. Но гледате,
тие тонови фактички се загрижени за вас. Знаете, толку е всаден стравот во тие пониски тонови, да тие се плашат дека и вие ќе загубите од играта на животот. И поради тоа не е лесно да се бива со такви луѓе. Имате па некогаш луѓе кои што се на тие ниски емоции на тонската скала, што до толку не можат да ве прифатат какви што сте, мора да ве редуцираат, да ве направат на некој начин помал, за да ве прифатат. И тоа го прават, знаете, со многу логични критики. Почнуваат да удираат по нашата горност. Даваат акцент на сето тоа што не е добро. На некој начин не само што не ве прифаќаат како таков, туку ви даваат на знаење дека вие мора да се смените во нешто што не сте, за да бидете прифатени. И одеднаш правиме една грешка, Сања, каде што наместо да сме тоа што сме, со сигурност и самодоверба, едноставно за да удоволиме или да го доброволиме некој кој што е околу нас, кој што не прифаќа, а едноставно сакаме да не прифати, почнуваме да се менуваме и почнуваме да преземеме карактеристики, идентитети и да играме игри кои што се толку мали, само за тие да не прифатат нас. Но со тоа не му правиме услуга ни на тој, ни на самите себе. Видите, проблемот не е со нас, проблемот е со стравот кај човекот кој што е до нас, поради неговите стравови, поради неговите загуби. Без разлика колку и да ќе се смениме, за да му удоволиме на некого, тоа нема да му го реши неговиот страв. Колку и да се смените и да станете нешто друго со цел да го доброволите тој човек, повторно ќе ви најде замерки, критики и мани и за тоа што сте. Од проста причина што не можете да му го решите вие на тој начин проблемот што тој го има. Проблемот се решава на тој начин што човекот ќе се ослободи од својот реактивен ум и од загубите, од стравовите, а решението за тоа е дадено во книгата Дианетика. Но исто така постои еден друг начин како можеме да му помогнеме на ваквиот човек. Гледате, тој е во страв од премногу простор, страв од нови загуби, страв од нови ризици. И тој страв не само што тој го има, него ви го наметнува и на вам. Сега не е решение ние да се намалиме за да му го решиме стравот, затоа што тоа нема да му го реши него стравот. Она што можеме да го направиме е едноставно да преземе одговорност за нашиот идентитет. Видите, се додека бараме одобрение за нашиот идентитет и за нашето постоење од други, никогаш нема да ја постигнеме сигурноста, самодовербата и слободата. Гледате што се случува. Тие луѓе влијаат до толку, ја подкопуваат нашата сигурност и самодоверба, што веќе ние не веруваме во сопствените одлуки. Гледате, во основа на сигурноста и самодовербата е да веруваме во одлуките кои што ние ќе ги донесеме. Но кога сме со такви луѓе, однаш до толку стануваме несигурни, што едноставно тие ни стануваат водичи и од нив секогаш бараме мислење. Ето, до толку сме се спуштиле, што више ние не се веруваме сами себе, него треба да им веруваме на нив и стануваме зависни од нив. Но пак ќе се вратам, има решение како да им помогнете и на нив, поради тоа што одговорот е во разбирањето на нивниот проблем. Гледате, прво треба да разбереме дека тој проблем кој што они ни го наметнуваат не е наш проблем. Таа игра е нивна игра. Нема врска со нас. Но она што можеме да го направиме е следново. Едноставно да преземеме одговорност за нашите цели, за нашата креација и да тргнеме по патот да си го оствариме тоа што сме го зацртале. Без разлика на негодувањето кој што тие луѓе ќе го имаат во тој момент. Проблемот е што некогаш тие луѓе се однесуваат на таков начин да ни ставаат до знание дека воколку ти трнеш по својот пат и воколку превземеш одговорност за своите цели и го правиш тоа што ти сакаш да го направиш во твојот живот, и ако не ме послушаш што е најдобро што ја ти кажувам, имаме идеја дека ќе ги загубиме нив. Видите, на тука станува збор за една ситуација да или ќе се загубиме себе си, ако се обидеме да им одоброволиме на нив, или ќе ги загубиме нив. Но обично се случува следново. Во колку преземеме одговорност за нашите цели, за нашата игра, за нашата креативност и тргнеме по тој пат, без разлика што добиваме чувство на страв дека ќе ги загубиме. Видите, пак тие ни го наметнуваат тој страв дека во колку ние сме нашиот идентитет и го правиме тоа што ние го сакаме во животот, веќе нема да те видам сојузник. Нема да ти дадам афинитет, нема веќе да те сакам, ќе ме загубиш. Мора да го надминеме тој страв. Зашто обично кога се плашиме дека ќе изгубиме нешто, баш тоа го губиме. Кога не се плашиме дали нештото ќе ги изгубиме, не го губиме.
Треба сме волни да тргнеме кон нашата цел, кон нашиот пат и ќе се случат две работи. Ќе му ја вратите на мал начин сигурноста и самодовербата на него, поради тоа што прво ќе му дадете пример да тој види дека сепак е возможен успех и сепак е возможно човекот да победи во играта во животот. И во тој момент можно е тој да ви се приклучи кон вашата игра. Гледате, више нема да играме неговата игра, него тој ќе го мотивираме да игра нашата игра. Па дури ако не се приклучи кон нашата игра, барем на некој начин оно што ќе се деси ќе ви рече дека да, јас знаев дека тој човекот секогаш ќе успее. Но гледате, дури не успеете, тој никогаш нема да ви каже дека знае дека ќе успеете. Ете, имаме многу луѓе кои што се сомневаат кога сме на патот кон успехот, но кога ќе го постигнеме успехот, сите луѓе знаат дека ќе успееме. И многу често ова се луѓе во нашата околина кои што едноставно имаат добри намери и желби за нас. Не е дека имаат зла намера. Тука едноставно се исплашени за нас поради нивните стравови. И гледате, ќе ги направиме да се чувствуваат подобро и посреќно воколку не видат дека успееме. Ако не успееме, нека оставиме идентитет кој што они бараат да станеме, никогаш нема да ги задоволиме, нит пак ќе им направиме да се чувствуваат сигурни. Од друга страна пак, ако таквите луѓе околу вас ви се непријатели, и ако навистина може би имат негативни намери кон вас, вашиот успех повторно ќе предизвика тие да се откажат од тоа да ве спречат. Така да решението и одговорноста, би рекол, е дека ние мора да успееме. Ако не заради нас, барем да ги смириме нашите блиски кои што се загрижени за нашата иднина и за нашиот успех. А тоа ќе го направиме воколку вистински успееме. И оно уште нешто што сакам да го кажам за крај е дека гледате како паѓаме со емоциите, како се позиционираме пониско на тонската скала. Ја губиме слободата и стануваме затвореници во нашиот реактивен ум. Гледате, и не секој може да биде слободен. Но поради тоа што е затвореник и заробеник на своите стравови, својот реактивен ум. Но нема човек кој што не се восхитува на слободата и кој што не се восхитува на слободниот ум и на слободниот човек. А сигурноста и самодовербата се символ на слободата. И кога ќе не видат луѓето сигурни и со многу самодоверба, едноставно се восхитуваат на тоа и поради тоа на крај кога ќе успееме, и самите тие секогаш викаат дека од секогаш и знаевме дека ќе успееме. И самиот вие кажавте дека веќе доаѓаме до крајот на денешната откриени тајни, толку беше времето за денешната тема, па можеме да кажеме една порака за самиот крај која што ми изгледа како најсоодветна за завршување на оваа емисија е тоа дека вистинската големина на човекот се состои во тоа да ги сака другите луѓе и наспрема се. Точно е, можеби пак ќе кажам, зборувавме за луѓе кои што имаат негативни емоции, кои што имаат негативни мисли. Но она што го кажавме во минатите емисии е дека целта на нашата емисија е да го разбереме човечкото однесување. Гледате, нашата слобода зависи од разбирањето. Колку повеќе се бориме против нешто, толку повеќе тоа и стануваме. Гледате, не е поента да се бориме против луѓето кои што се ниско на тонската скала. Нашата слобода зависи од тоа да ги разбереме. Големината на човекот зависи од тоа да продолжи да ги сака своите луѓе наспроти сите причини да не ги сака. Поради тоа што колку почнеме да ги мразиме, веќе сме се промениле како идентитет. Ете, зборевме во оваа емисија како ние да не се промениме, а да ги промениме нив на подобро. Воколку почнеме да мразиме, воколку почнеме да се бориме против нив, веќе сме се промениле. И веќе на некој начин тие негативни емоции победиле. И пак ќе кажам, вистинската големина е во тоа да продолжат да се сакаат луѓето наспроти сите причини и покани да не го направиме тоа. Од проста причина што ги разбираме. И разбираме замката и стапицата во која што се наоѓаат тие. И кога ќе ги разбереме, самите ние стануваме послободни и имаме начин на однесување на кој што самите ние сме горди. Жарко, јас ви благодарам за денешното гостување и секако ви благодарам за одговорите кои што на нашите верни гледачи им ги дадовте кога станува збор за денешната тема, за сигурноста и самодовербата и начинот како да се справат со луѓето кои што на некој начин им ја одземаат енергијата. Верувам дека им ги дадовме одговорите и дека
тие сега ќе имаат поголема сигурност и самодоверба и желба нас да не гледаат повторно следниот четврток во редовниот термин. Благодарно Сања, благодарно за вашите верни гледачи. Како и останатите емисии, така и ова имаше за цел да го промовира разбирањето за меѓучовечките односи. Поради тоа што само разбирањето е она кое што ни ја дава слободата. И воколку успеавме да го сториме тоа, ни е чест и задоволство. Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Верувам дека ви помогнавме со одговорите кои што ги дадовме на денешната тема, сигурност и самодоверба и како да се справите со луѓето кои што ви одземаат енергијата. Доктор Жарко Костич е секако расположен и понатаму да комуницира со вас и може да го контактирате на неговата Facebook страна и секако преку неговиот имейл да ви даде дополнителни одговори на вашите прашања поврзани со оваа тема. А јас овдека секако ве поздравувам и поканувам повторно утре да бидете со 24 од се срце, а следниот четврток повторно со нова тема во рамки на Откриени тајни. Имајте пријатен и убав ден.